Што се однесува од ова, еве баш ми зборевме со жителите, сте имали како еден убав воен дел, кој што сега не постои, а мислам дека треба да се задржи тој, да се врати со показни вежби од армијата и слично, затоа што овој празник е воен празник, значи празникот за почнување на народно-ослободителното востание, на народно-ослободителната борба. Така да тоа околу трибина, секако ова е еден од најголемите празници на македонскиот народ и локалниот огранок на Левица организираше програма, значи бевме на могилата на победените, се поклонивме на хероите, оставивме венец и сега потоа бевме во участокот во музеот и сега имаме на пригодна трибина и некој краток филм. Овој празник мислам дека во минатото беше потиснат, посебно кога беше ВМРО да помене на власт, и сега мислам дека баш под притисок на Левица овој празник се враќа. Овој празник е еден од најголемите празници, кој што реков, на македонскиот народ. Тоа е празник на борбата, на востанието и пораката генерално би била тоа. Значи ние сега мораме да продолжиме да се бориме на малку еден поинаков начин. Борбата е малку поинаква, но борбата фактички продолжува. Ќе се бориме се до конечна победа. Ние нема, например, Левица не нарачува на анкети, обично анкетите стигаат од едната или од другата голема партија. Јас мислам дека ни на едните ни на другите не име во корист да го прикажат вистинскиот рейтинг на Левица. Мислам дека секаде сме спуштани, дури и на анкети кај што сме спуштени, мислам дека солидно котираме, така да очекуваме одлични резултати на престојните парламентарни избори. Тоа не би требало да биде прашање на желба, би требало да биде прашање на закон, на законски рокови, само што кај нас секогаш тие работи се измрдуваат. Јас мислам дека апсолутно треба изборите да бидат заедно. Од една страна ќе се скрати и трошокот, што не е мала работа, да нели и така живееме во една од најсиромашните држави, така да воглавно тоа е нашиот став. Има некои најави за средби, ќе видиме дали ќе не поканат. Значи уставните измени и овие, а и предходните збориме за Преспанскиот договор не беа дел од ниедна изборна програма, значи тоа се процеси кои што се буткаат шверцески, кои што гледате во Собранието на Република Македонија. Така да ќе видиме дали ќе поминат. Јас сега поише инклинирам на кај не, и ако се гледа дека постои притисок кај најголемата опозициона партија или условно опозициона партија да поткликне, ама ќе видиме, тоа зависи од нив. Ние за нас знаеме дека апсолутно ништо на оваа земја не може да не натера да гласаме.